Во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Доделени највисоките општински признанија, наградата и повелбите Свети Климент Охридски. Подпишано писмо за пријателска соработка помеѓу Охрид и Веспрем. Со европски пари и искуства Охрид ќе развива син и циркуларен туризам. ...22 медаљи за македонските теквондисти на Србија Open 2025. ...39 лица повредени во силниот земјотрес од 7,5 степени по Рихтер која погоди Јапонија. Ги погледнавме кратките најави. Подетално за нив и за останатите настани од денес ќе ве информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме умерено облачно време со сончеви периоди. Дуваше слаб до умерен ветер од северен правец. Утринската температура изнесуваше 0 степени Целзиусови, а максималната дневна достигна до 11 степени Целзиусови. Во Охрид утрек имаме умерено облачно и релативно топло време со сончеви периоди. Минималната температура ќе изнесува 1 степен Целзиусов, а максималната 12. Продолжува период на стабилно и релативно топло време. Утре во Македонија ќе превладува сончево време со мала до умерена локална облачност. Во утринските часови наместа ќе има зголемена облачност која во текот на денот ќе се намалува. Ќе дува слаб ветер од северозападен правец. Минималните дневни температури утре во Македонија ќе изнесуваат од -3 до 4 степени, а максималните од 11 до 15 степени Целзиусови. Гледавте метео на ТВМ во соработка со Жито Маркети. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење.
Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги и за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Со доделување на највисоките општински признанија за остварувања и достигнувања во сите области од општествениот живот, кои се од особено значење и имаат посебен принос во развојот и севкупниот напредок и афирмација на Охрид во државата и во светот, синоќа беа заокружени чествувањата на Свети Климент Охридски, патрон на градот. На свечена академија во чест на Свети Климент Охридски, заштитникот на Охрид, синоќа во прекрасниот амбиент на црквата Света Софија беа доделени највисоките општински признанија на заслужни граѓани и установи. Наградата за животно дело оваа година постхумно му беше доделена на истакнатиот охридски новинар, хроничар и публицист Владимир Ангеличин Жура, кој почина во ноември во 78-та година од животот. Наградата ја прими неговиот син Филип Ангеличин Жура. Владо Жура како публицист, истражувач на минатото и голем љубител на Охрид, да беше тука меѓу нас вечера овдека, сигурно ќе се заблагодареше на некој својствен начин, раскажувајќи некоја од легендите за овој град, како таа за Кадмо, например, или ќе не подсетеше како живееле охридските фамилии во минатото, опеани преку песните за Деспина, Фросина, Зарина, опеани од тефата на Климе Садило, или ќе не подсетеше преку пишаните зборови на премудриот Прличе колку и како треба се сака овој наш древен град, или како што тој го нарекуваше старозамански Охрид. Годинава беа доделени 5 повелби Свети Климент Охридски, патрон на градот, на Националната установа Завод и музеј Охрид, на Охридскиот историчар на уметноста Јордан Каматова, музичкото дуо Силви Бенд, продуцентот, режисер и музичар Даниел Јовески и на охридската група The Backdoor Band. Благодарам во името на нашата институција. Сакам да се заблагодарам пред се на моите колеги, на сиот колектив, на сегашните и минати наши соработници кои доведува до она што е денеска нашата установа. Ова награда
за нашата посветеност кон заштитата на огромното културно богатство кое го имаме во Охридскиот регион, но и обврска да продолжиме и понатака по тој пат. И благодарам на комисијата и на општина Охрид што ми ја додели оваа награда. Му благодарам на мојот колектив каде што ги поминав најубавите 39 години со прекрасни колеги. Му благодарам на Горан Пачев. Тој беше уредник на моите монографии и на книгата Сликарството во Охрид во 20. век. Му благодарам и на Паско Кузман. Секогаш не тераше да пишуваме. Пишувајте, ни викаше, тоа ќе остане. На Тања Паскали Бунташевска, кога беше директорка, секогаш ни даваше поттик да ги реализираме нашите проекти. И на секој чекор по камењата на нашата калдрма, која што значи историја и која што покрива гомила ризница на археолошки факти. Сето ова беше инспирација за многоубројни наши дела, во кои што Владко и ја ги сплотивме овие убавини во некаков текст, композиција и многу видеоспотови кои што секогаш тука ги црпевме овие убавини. Во престолнината на духот Охрид трагата на идентитан патронот Свети Климент е впишана во секој камен, во секоја икона, во самата суштина на Македонија, кажа во своето обраќање пред присутните градоначалникот Кирил Пецаков. Неговото време беше доба на градење букви, градење цркви, градење народ. Нашето време е доба на одржување и заштита, да го одржиме коренот и да го заштитиме идентитетот што Климент со љубов го создал, рече Пецаков. Од оваа света почва никнаа писатели, учители, свештеници, монаси и народни просветители, што ќе го понесат во срцето словото што Климент го остави. А тоа слово не беше само азбука, туку пат кон слободата на духот, пат кон самосвеста на еден народ. И денес во нашево време на забрзаност и забаров, Свети Климент ни зборува од длабочината на вековите. Не бегајте од словото, зашто во него е спасението. Не бегајте од коренот, зашто од него живее дрвето. Неговите зборови звучат како да се напишани вчера, зашто тој го разбирал човекот во секое време. Кога создал првиот црковен храм во чест на Свети Пантелеимон, го изградил не само од камен, туку и од вера. И токму таму, во таа света Охридска лавра, каде што денес повторно се издега храмот, почива телото негово, но духот не почива. Тој и денес живее во секој ученик што ја љуби книгата, во секој учител што љубов предава, во секој човек што го брани словото, но и достоинството. Свеченоста на која присуствуваа гости од дипломатскиот кор, представници од верските заедници во државава, пратеници, советници, градоначалници на збратимени градови со градот Охрид и бројни граѓани, беше заокружена со богата културно-уметничка програма. Подпишано писмо на намери за пријателска соработка помеѓу Охрид и градот Веспрем од Република Унгарија. Документот го подпишаа градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков и градоначалникот на Веспрем Ѓула Порга, со што беше официјализирана заедничката заложба за јакнење на пријателските односи и унапредување на соработката меѓу двата града и двете држави. Писмото на намери се темели на принципите на меѓусебна рамноправност, разбирање и взаемна корист, а соработката ќе биде насочена кон поттекнување на понатамошен просперитет и развој во повеќе области, меѓу кои економијата, трговијата, науката, културата, спортот, образованието, социјалната заштита, програмите за размена и туризмот. Со подпишување на овој документ, Охрид и Веспрем ги отвараат вратите за продлабочување на меѓуградската и меѓународната соработка, како и за реализација на конкретни заеднички проекти во иднина, потенцираат од локалната. Со европски пари и искуства, Охрид ќе развива син и циркуларен туризам. Целта е намалување на отпадот, еколошки транспорт и реупотреба на ресурси во хотелите и рестораните.
Охрид го воведува концептот на сини циркуларен туризам кој има за цел да го намали негативниот импакт врз животната средина и да креира еколошки пристап во менаџирањето на туризмот. По теркот на развиените медитерански дестинации ќе се работи акцијски план со конкретни мерки, почнувајќи од намалување на отпадот, користење техничка вода, реупотреба на ресурси, преку рециклирање до развивање на алтернативни и еколошки форми на транспорт, електрични или соларни пловила, екосместување, сини патеки, одржлив риболов, паметно управување со отпади вода се дел од светските практики кои ќе се применуваат. Оној кој што треба денес да патува до Охрид, од Охрид до Свети Наум, кои ние можности му ги даваме? Денес само со брод и со автомобил. Немаме јавен превоз, немаме други видови на превоз. Значи, циркуларниот туризам подразби развивање на алтернативни видови на превоз. Понатаму, често се викаме дека кајчината или овие други превозни средства по вода загадуваат. Ајде да видиме која е алтернативата, дали да се воведе субвенции за електромотори. Преку изработка на синиот акцијски план, Општина Охрид ќе постави насоки за трансформација на туристичката понуда во поодржлив модел кој води грижа за природните ресурси и го намалува загадувањето. Крајната цел е токму да се искористат искуствата на поразвиените држави кои што учествуваат во овој проект и заеднички го изработуваат акционен план, со што ќе може да ги искористиме нивните искуства, значи нивните позитивни примери и пракси и на тој начин да се потрудиме да примениме дел од европските искуства и кај нас, со надеж дека ќе со тоа ќе имаме и понатамошен развој на туризмот во Охрид, а и во државата. Со овие мерки и активности Охрид ќе се позиционира на мапата екодестинации каде приоритет е заштитата на природното богатство. Прекини во водоснабдувањето на улицата Петар Попарсов. Од страна на приватна фирма изведувач во тек е поставување на нова водоводна линија на улицата Петар Попарсов. Поради преприклучување на сите објекти на водата, водоводна линија на целата улица ќе има прекини во водоснабдувањето, почнувајќи од денес 9 декември до крајот на неделава во период од 8:30 до 15:30 часот, информираат од јавното претпријатие Водовод Охрид. Македонската традиционална теквондо федерација освои 22 медали на Србија Open 2025. Доминација на браќата Божидар и Владимир Димитриевик во 4 тежински категории. Викендов клубовите од Македонската традиционална теквондо федерација Хваранг ИТФ Лескоец Охрид, Мастер Охрид, Сонкал Мислешево Струга и Гебек Ресен учествуваа на меѓународниот теквондо ИТФ А класа надпревар Србија Open 2025 што се одржа во Нови Сад. Под водство на националните тренери Маријанчо Лазаревски и Саша Поповски настапија 25 надпреварувачи и 4 судии од клубовите членки на Македонската традиционална теквондо федерација. Во конкуренција од над 400 надпреварувачи од 8 земји, нашите надпреварувачи освоија вкупно 22 медаљи, 7 златни, 4 сребрени и 11 бронзени, што го потврдува квалитетот на подготовките и стручниот тим, изјави председателот на Македонската традиционална теквондо федерација Маријанчо Лазаревски. Браќата Божидар и Владимир Димитриевик направија несекојдневен подвиг, доминирајќи во 4 тежински категории во сениорска конкуренција, што ретко кој може да го направи. Почитувани гледачи, го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!